Поштовани гледачи, во Македонија веќе стана синтагма, нема работници. Втората дилема е дали се квалитетни. Третата неизвестност е дали нашите работници ќе може да бидат конкурентни на пазар, на европскиот пазар на работна сила. Но она што во овој момент се случува во Македонија е еден процес кој на прв поглед изгледа почетен, но е многу важен за стабилноста на одредени занимања и за така нареченото перманентно обучување за вештини кои инаку најмногу се бараат на европските пазари. Мајстори, инженери, ѕидари, фасадери, кувари и сега да не наврегувам. Има еден сплет на занимања кои Инженерската асоциација во Македонија, која деновија слави еден век, почна да го прави пред една година и повеќе, а тоа се сертификати за одредени занимања. Мојот гостин е универзитетскиот професор од ФЕИД, Спасевска, Христина Спасевска. Професорке, што значи обуката и сертификатот за овој тип на занимање и за кој тип на занимање? Значи, зборуваме за сертифицирање на работници кои работат во градежниот сектор, а кои имаат познавање за енергетска ефикасност. Значи, следејќи ги за нашите заложби на државата дека треба да постигнеме некакви норми за енергетска ефикасност, се зафативме со еден голем проект, меѓународен проект, финансиран од Европската комисија, дека во Македонија ќе ги направиме визилби, значи видливи, оние работници кои во текот на своето работење работат објекти кои се енергетски ефикасни. Сертифицирањето реално само по себе содржи неколку категории. Значи, сертифицирањето може да се направи преку обуки, но исто така може и да се направи преку препознавање на нивните знаења и вештини. Зошто? Затоа што реално работниците имаат завршено средно образование или евентуално ако се со основно образование, но самата диплома од нивното формално образование не значи ништо. Можеби тие во текот на својот работен век поминале доста време работејќи во област која не им е од образованието. Кога ја сликате оваа ситуација врз основа на лиценцирањето, испити и така натаму, каков впечаток добивате? Дали нашите работници се адаптираат на новите предизвици, новите технологии, новите модели на градба, новите енергетски грејни тела, фотоволтаици и така натаму? Јас повеќе овде би ставила акцент на нашите компании. Реално е дека градежниот сектор во нашата држава се развива. Реално е дека и покрај законските норми, но и тие сами сакаат да градат енергетски ефикасни објекти. Тоа им е задолжение. Работниците со која технологија и како ќе работат работниците многу зависи од менеджментот на компаниите. Имавме многу интересна ситуација дека во првиот проект каде што сертифициравме 1100 работници, компаниите беа тие што беа заинтересирани да ни ги дадат документите, портфолијата на работниците за да бидат сертифицирани. Ние очекуваме дека тоа ќе се случи и сега. Од она што Следната обука за кого е? Односно следната група на сертификати за кога ќе издадат? Значи станува збор за некаде околу 400 работници кои работат енергетска ефикасност од сите области. Значи вие ги спомнавте веќе областите, од оние што поставуваат прозори, фасади, кровови, ладење, греење. И тоа се некаде околу 400 работници, но сега го прошируваме сертифицирањето и на работници, односно техничари и инженери кои можат да поставуваат обновливи извори на енергија, специјално фотоволтаици и топлински колектори. И во принцип вршат контрола и менаџираат со работници, предполагам дека и они треба да бидат минимум обучени како и своите работници. Што им носи? Кои се бенефитите на луѓето со таков сертификат? Следното прашање, ако отиде надвор од државата, дали тоа знакче што го ставате, дали тој печат, им дава некаков бонитет на пазарот на трудот? Кои се предобивките за работникот и за инженерот? Предобивките што на едно парче хартија ќе има напишано за што се тие компетентни, што знаат.
работиме, а кога зборуваме за надворешниот пазар, за европскиот пазар, сертификатот што го имаат е направен, значи ќе бидат сертифицирани според европските директиви. Така да очекуваме дека со тој сертификат ќе може да бидат препознаени на европските пазари. А за компаниите тоа е некакво предоје или некаква капиталност во евентуалното конкурирање? Кога зборуваме за европскиот пазар, постои директива за јавни набавки, каде што реално секоја компанија која конкурира во градежниот сектор мора да има сертифицирани работници од енергетска ефикасност. Значи, тоа постои. Ние очекуваме дека многу наскоро со нашиот статус во Европската Унија, таа директива ќе биде транслирана и во Македонија, така да и нашите компании ќе мора реално да покажат дека нивните работници се сертифицирани за енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија. Христина Спасевска, универзитетски професор и председател на Асоциацијата на инженерите во Македонија, гостин во утрински брифинг. Во овој момент за одредени земји има недостиг. А прилично се атрактивни. Сега да не зборувам, изборуваат заварувачи, други специфични техничко-инженерски кадри и така натаму. Можеме ли да направиме така наречени адхок обуки кои ќе ги од одреден степен на невработени кои би можеле да ги оспособиме за новите вештини? Реално, и може ли тоа да го направите ви и да добие сертификат? Реално такви програми мислам дека течат преко Заводот за вработување. Агенцијата за вработување. Ние во рамките на проектот успеавме да направиме и еден центар за менаџирање на знаење и вештини, каде сите овие обуки ќе планираме преку Центарот за образование на возрастни да бидат сертифицирани на национално ниво. Значи, кога го давате сертификатот, не треба да има само европско знакче, туку баш напротив да има знакче од нашата држава. Професор Спасевска, 100 години славите овие денови, еден век. Зар пред еден век имавме ние, ја памтам од историјата, што го читам, 3-4 архитекти, 2-3 градежници кои биле со така речени високи образованија во ни светските универзитети. Имавме ние, например, можност пред 100 години да имаме сојуз или личности кои биле инженери. Имаме изненадувачки, успеавме од Архивот на Србија да ги земеме документите, каде што на 21 март 1920 година испраќаат група од 50 инженери и архитекти, значи зборуваме за не така мал број, плюс техничари, испраќаат писмо до Југословенското здружение на инженери и архитекти дека тие сакаат да имат посебна македонска, тогаш нели зборчето македонска и не смеело да се напише во писмен документ, дека сакаат да имаат посебно здружение, секција на Скопје. Решивме тој датум да го прославиме како 100 години од првото македонско здружување на инженерите и архитектите. Планираме свечена академија за 20 март, ако короната не спречи во тоа да го направиме, во Националната опера и балет. Значи, имаме академија каде што ќе позборуваме за тие моменти кога се формирало здружението, што значило тоа здружение и што тоа направила низ овој век во македонското, да кажем, во македонската индустрија. Што сте влегле во архивите, а од денешен аспект, можете да оцените дека тие семејни лози продолжуваат денеска и со нивните деца, нивните внуци и така натаму, кои го креираат и го одржуваат тој инженерски опит. Искрено пробавме кога ги читавме имињата, иако завршуваат на ич, нели, како што тогаш сте пишувале имињата, најдовме буквално семејни лози кои се уште обстануваат и кои се во инженерските дисциплини. И бевме зачудени, ќе пробаме да ги најдеме, ги знаеме, нели, нивните внуци, правнуци, ќе пробаме да бидат поканети сите на академијата. И на крај за нешто за што е ваша основна преокупација, тоа е продуцирање на високостручни кадри. Има една, дали ние го фаќаме ритмот дека овие нови занимања, нови вештини на кои се потпират и ноу-хау и иднината на технологиите,
ги аплицирате доволно за да можете да привлечете што повеќе млади луѓе? Кога зборувам за инженерството во високото образование, значи се трудиме максимално да бидеме да ги транслираме сите нови технологии. Ние на секој 4 до 5 години ги минуваме студиските програми и пробаме се тоа што е ново да го внесеме во студиските програми. Секогаш кога зборуваме за универзитетот го сметаме за некоја традиционална средина. Европа се повеќе се труди да се оди со кратки курсеви и вештини, но сепак основата на образованието е универзитетското знаење. Еден ваш колега овде во студио ми рече, ние сме фабрика за нови кадри и вели секој што ќе излезе веќе е вработен. Точно ли е тоа? Од техничките дисциплини, да. Точно е тоа. Дури ни се случува од некои области кои се поврзани со IT технологиите, нашите студенти уште од 3-4 година веќе да бидат вработени. Но она што како универзитет пробаме да го направиме, особено нашиот факултет, факултетот за електротехника и информацијски технологии, е да им најдеме проекти на нашите студенти уште додека студираат, да работат и практична работа. Благодарам. Тоа беше Христина Спасевска, универзитетски професор, председател на Асоциацијата на инженери во Македонија, која слави 1 век. Ќе видиме кои беа тие први 50 на инженери кои од Скопје побараа дисолуција со Српскиот сојуз на инженери и во секој случај се покажува дека ова мала Македонија има некакви такви корени кои представуваат корени на високо образовани кадри. Благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас.